Почитувани граѓани, измина една недела од како реномирани европски think tank организации, германски, но и домашни медиуми откриваат нов меѓународен скандал каде се споменува и името на пратеникот и партискиот функционер на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски. Освен штури оправдувања, Николовски не се изјасни за објавените наводи според кои постои огромен коруптивен скандал со дел од пратениците на парламентарното собрание на Советот на Европа и нивното политичко делување во Азербејџан. Според јавно објавени сведоштва, дел од пратениците во мисијата добивале пари, накид, скапи подароци, ноќевања во луксузни хотели, наводно за да ги квалификуваат изборите во Азербејџан како фер и демократски. Дел од таа мисија, а во еден наврат и шеф на мисијата, бил и пратеникот од редовите на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски. Почитувани граѓани, Александар Николовски велел дека се е во ред, иако, според меѓународни организации и институции, тие избори биле квалификувани како нелегитимни и репресивни. За овој случај, почитувани граѓани, италијански пратеник, кој бил дел од мисијата, пред неколку месеци во Италија бил осуден на 4 години затвор заради примање мито во Азербејџан. Николовски молчи и не излегува пред јавноста да одговори за овој скандал наречен кавијар дипломатија, кој го руши меѓународниот углед на нашата држава. Не е ова прв пат Николовски со своето однесување да ја направи огромна штета на државата. Овој човек беше демантиран од Обединетите нации, беше демантиран од странски амбасади, демантиран од странски инвеститори. Затоа Александар Николовски мора да се изјасни за скандалот наречен кавијар дипломатија, а потоа да си даде оставка од позицијата во Националниот совет за евроинтеграција. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ да предложи друг пратеник, кој ќе го замени, затоа што недозволиво и штетно е по државните интереси е во ова важно тело да имаме представник за кој постои сомневање дека е дел од меѓународен скандал. Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ мора да престанат да го загрозуваат меѓународниот углед на Република Северна Македонија. Ви благодарам, доколку има прашања, повелете. Нещо конфликт да се Од тоа што можевме да го прочитаме во дел од домашните медиуми, секако во странски медиуми, од реномирани think tank организации, како што кажав и во пресконференцијата, од фактот дека еве во Италија имаме пратеник кој што исто така бил дел од наблюдувачката мисија, за кој што постојат веројатно и докази што ме осуден во италијанските судови на казна затвор за примање мито за избори кои што релевантни меѓународни институции ги квалификувале како нелегитимни, односно како репресивни, а тие во нивните извештаи напишале дека се е во ред. Еден од тие пратеници, еден од тие луѓе кои што биле дел од таквата мисија, согласно тврдењата во медиумите е и пратеникот, актуелен од ВМРО-ДПМНЕ во македонскиот парламент и подпредседател на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски. Секако, ова е од особено голема важност, имајќи во предвид честа која што ја има во моментот Александар Николовски да биде шеф на делегацијата во Националниот совет, се извинувам, за евроинтеграции. Од таа причина бараме јасни одговори од Александар Николовски пред целата домашна јавност, се со крајна цел да не биде навистина наштетен угледот на сите граѓани на Република Северна Македонија.
Доколку не даде одговор, многу честно би било ВМРО-ДПМНЕ согласно методологијата во собрание да си го повлече Александар Николовски од позицијата во Националниот совет за евроинтеграции и секако и согласно истата методологија да предложи друг пратеник од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, кој што се надеваме дека почесно ќе изврши функцијата. Стоиме на располагање, сметаме дека диалогот е навистина потребен за било кое прашање во државата. Ние како пратеничка група од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со коалицијата, секако како влада која што ја предводиме, сме спремни да разговараме за сите прашања, очекуваме разбирање, очекуваме тргнување на дневно партиските интереси од страна на сите политички чинители.